На само 15 на километри од Скопје, на југозападните падини на планината Скопска Црнагора, по селото Горњани, се наоѓа манастирот Свети Никита. Оваа планина, поради 50-те цркви и манастири во пречник од само 20 на километри, е наречена и Скопска Светагора. Обкружени со недопрената природа, со црквата, со стариот конак и со камбанаријата од 19 век, при посетата на ова место чувствувате како за миг да сте дел од далечното минато, од мистичната византиска цивилизација. Манастирската црква е подигната врз култно место, на темелите на еден древен, свет објект, кој потекнува од 11 век, а обновена е и повторно изградена во времето на кралот Милутин во 1307 година. Зидана е од камен и тула, во форма на впишан крст, во правоаголна основа, а на средниот дел се издига купола, подигната на 4 столба. Незината фасада ја збогатуваат слепи аркади, исполнети со најразлични геометриски орнаменти. Поголем дел од живописот потекнува од времето на нејзиното настанување, во периодот помеѓу 1307 и 1320 година, а изработен е од познатите мајстори Михајло и Евтихиј, кои се зографи и на фреските во црквите Свети Климент во Охрид и Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричане. Творечкиот опус од црквата Свети Никита ги представува како мајстори чиј уметнички израз лесно се исполнува преку нивната вешта рака. Сликарите мајсторски ги сликаат светците, како и композициите со главните празници, сцени од Воскресението, слики од последните денови и страдања, циклусите од чудата, како и други теми. Фигурите на бројни светители во цел раст оставаат впечаток како да сте лице в лице со нив, како да ви говорат на некој одамна заборавен, но разбирлив јазик. Речиси реалното, но експресивно представување на сцените припаѓа на така наречениот стил на палеолозите, кој се појавил како влијание од Цариград. Кога Скопската област потпаднала под турска власт, за манастирот Свети Никита настапиле тешки денови. На поголем дел од старите фрески биле направени големи оштетувања. Обновени се кон крајот на 15 век, зашто зборува надписот над јужниот влез. И 19 век оставил своји белези. Во тоа време се насликани куполата, Христос Пантократ и некои од пророците. Карактеристично е тоа што покрај надписот со грчко писмо стои и таков со старословенско, што укажува на тоа дека во времето на изградбата на црквата и зографисувањето, старословенскиот јазик бил разбирлив за населението. Секоја година, во чест на Свети Никита, на 28 септември, во дворот се празнува манастирската слава, на која доаѓаат гости од селото Горњани, од околните села, како и од Скопје. Секој добронамерник на овој ден
може да присуствува на свечениот ручек, на службата, на традицијата на која се крши колач и се осветува вода. Црквата е подигната во чест на големиот свет војник Никита, кој бил голем Исусов следбеник и ја ширел христијанската вера меѓу луѓето. Свети Никита издржал многу мачења и починал на 28 години, откако од противниците на христијанството бил фрлен во оган. Но неговото тело останало неоштетено од огнот и зрачало со магична светлина, пошто бил прогласен за светец. Најчесто верниците се молат на Свети Никита да ги сочува децата од опасности, повреди и дефекти при раѓањето. Манастирот Свети Никита во Горњани се вбројува во нашата богата културна ризница, пред се како репрезент на средновековната уметност од овој простор. Овој манастир, кој зрачел низ вековите, во целост ги сочувал своето богатство и убавина, а доживувањето на неговата автентичност е незаменливо искуство. Ги затвораме манастирските порти за да продолжат да ја чуваат тајната за кодот на македонското духовно и културно творечко битие.